поразговараме со портпаролот на Министерството за внатрешни работи Тони Ангеловски, кој што ќе ни објасни детали повеќе околу случајот кој што вчера покрена внимание во јавност, односно го привлече вниманието на јавноста. Тоа беа кривичните пријави против Универзитетот за туризам и менеджмент како едно средно училиште поради фалсификување на дипломи и злоупотреба на службената положба на лицата кои што тоа го направиле. Во овој дел ќе разговараме и со професорката Катерина Тодоровска од Институтот за национална историја, која што беше една од личностите кои што водеше жестока битка против еден нејзин колега поради сомнение за фалсификувана диплома. Секако за овој проблем, меѓутоа и за проблемите на институтот ќе се осврнеме со неа. А се враќаме повторно во 16 часот и 50 минути, околу 10 до 17 часот со колегата Дејан Андоновиќ, кога ќе ги проанализираме и продискутираме настаните од регионот и светот кои што се релевантни и кои што секако се важни за нас. Потоа следува забавниот дел во Студио 1 со возење со Вучиќ, ексклузив и секако Студио Мода и Сергеј Варошлија. Во 19 часот веќе студиото го презема колешката Анета Кочишки, а во 21 часот колегата Александар Чомовски ќе разговара со битолската градоначалничка Наташа Петровска, Арбен Таравари и кумановскиот градоначалник Максим Димитриевски на тема дали градоначалниците и локалните самоуправи работат во корист на граѓаните, пошто во 22 часот останува да ве дружи вас преку отворените телефонски линии. Последниот дневник е веднаш потоа, а студиото го заокружуваме со играна серија Падот, која што секој вторник и четврток се прикажува ексклузивно на 1 ТВ. Така накратко го сумиравме денот како ќе изгледа на нашата програма, меѓутоа можеме да продолжиме понатаму. Така, ќе се осврнеме на една тема, ќе ги потсетиме нашите гледачи на нашите вчерашни разговори за една од темите која е навистина важна за ова општество, особено по скандалот за масовно прислушување, а тоа е формирањето на новата оперативно-техничка агенција, која всушност треба да го спречи како модел нелегалното прислушување и да обезбеди само законски постапки, односно службите да работат според законите и да ги намали можностите за злоупотреби. Ние вчера поразговаравме со новиот директор на новата оперативно-техничка агенција. Во студиото кај колегата Борјан Јовановски гостуваше професорот Калаиџиев, кој меѓу другото сега веќе е избран и за член во граѓанскиот совет, кој е едно од многуте тела според новиот закон за ОТА, кој ќе врши надзор врз оваа оперативно-техничка агенција. Граѓанскиот совет е нешто ново што е влезено во законското решение, а има за цел да обезбеди увид од страна на граѓаните и експертската јавност во работата на ова тело. Предлагам овде да ги слушнеме кратките исечоци. Не бев многу ентузијаста да речеме дека само со восстановувањето на ОТА како некој посредник кој што ќе вклучува и исклучува врз база на анонимизирани судски наредби, а ќе се исклучат сите злоупотреби. Ниту тоа го тврдам до ден денес, ниту мислам дека надзорот може да ги елиминира сосема. Меѓутоа, факт е дека почнавме да работиме на нивно минимизирање. Тука исто така морам да признам дека не треба премногу да се очекува од граѓанската контрола, бидејќи иако граѓанскиот сектор се бореше за поголеми овластувања при контролата, сепак остана со многу помали овластувања за контрола отколку она што има Собраниската комисија. Собраниската комисија што ја води човек на опозицијата има многу поголеми овластувања за контрола, врши надзор и контрола без најава, се користи со експерти технички и слично. Работите во кои што можеме да бараме увид се релативно прецизно утврдени со закон, иако морам да признам за мене како правник и за многу од комисијата се уште не се многу јасни, бидејќи морате да се запознаете, да поминете низ определена обука и е многу важно дали за нас ќе бидат достапни, бидејќи законот експлицитно не ги предвидува како за комисијата користењето на експерти. До сега ниту имаше пристап, ниту можеа пратениците да влезат. Ако вие влезете таму без експерти и покрај тоа што дел од нас треба да се може да се со IT бекграунд, ние у суштина повеќе веројатно ќе контролираме папирологијата таму отколку во системот. IT експертите би требало да можат да влезат во системот во смисла да се провери колку навистина се извршени. Значи вие од хартија не може да видите и од контрола на хартијата не може да видите колку де факто се направени прислушкувања, иако системот тоа би требало да го регистрира. Значи,
зависи и до сега системот регистрирал секое влегување и излегување, па тоа не спречувало. Граѓанскиот совет се пред се насочени кон контрола врз тоа дали има можни злоупотреби од системот за следење на комуникации. Тие контроли ги прават најавено, може да ги прават по преставка од граѓани или, како што веќе напоменав, по собствено убедување, предпоставам на квартално ниво. Меѓутоа, тие немаат редовно воспоставена, нема да имаат редовно воспоставена пракса на редовни посети или сепак тоа Не, самата волја на законот кој вика дека по собствено убедување им дава право да се одредат сами динамиката на контрола врз политички препукувања не би ги коментирал, тоа е работа на политичките партии, секојаш ќе ги има. Оптимиста сум дека што побрзо ќе биде составено ова тело и ти му биде возможно да се работи својата работа. Воопшто не се сомневам дека и граѓанскиот сектор, тоест невладиниот сектор и експертската јавност се заинтересирани ова да се случи. Во однос на проблематиката која се штити и делот на довербата која треба, изгубената доверба до сега со целата она афера што не се случувало, целото општество би требало да биде заинтересирано да ова доверба повторно се поврати и ова е за тоа поставена, за тоа е формирана. Така, во вчерашното издание на Дневникот гостин беше директорот на Дрисла, господинот Горан Ангелов, кој што зборуваше на темата токму околу аерозагадувањето, кое што отвори сомнежи дека е предизвикано токму од депонијата која што се наоѓа на излезот од Скопје. Меѓутоа, тој тврди дека и покрај тоа, и покрај проблемите со кои што се соочуваат околу печката и околу недостатокот на инвестиции, тврди дека Дрисла не е главната причина за енормното ниво на аерозагадување и покрај тоа што, како што и самиот кажан, печката е стара и можеби не ги исполнува соодветно стандардите, тој тврди дека и натаму Дрисла не е центарот, односно главниот извор на загадувањето. Предлагам во продолжение да го погледнеме делот од ова гостување. Кога е последната инвестиција направена во Дрисла? Последната инвестиција... Во технолошки... Не, видете, последната инвестиција ние инвестираме, а му реинвестираме, ги реинвестираме нашиве добивки. Значи, италијаните парите кои ќе ги направиме овде ние како добивка, сите тие се минатата година сме направиле, минатата зборам за 2017, околу 1.000.000 евра добивка, таа добивка е реинвестирана. Шо во машини, шо во филтер, шо во опрема, значи ние реинвестираме. Но она што го викаме... Дрисла е далеку од она што треба. Од депонија по стандарди на Европската унија. Тоа... Ке ти исправам, фабрика. Да. Ние како депонија, можам да ви уверам слободно, на овие балкански простори сме една од подобрите депонии. Јас кога дојдов 2009 година, 35 хектари беа отворени. Знаете колка е површина 35 хектари? Не смрдеше до Драчево, до Зелениково смрдеше. И луѓето беа во право. Сега ниту смрди. Исцелителните води кои се најопасни за загадувањето на водиве, ние ги собираме и ги враќаме на депонијата. Проблемот со загадувањето како така го решивме, и иако е стара технологијата, направивме што ја многу пати се зафракавам на моја сметка, на стара баба, направивме ќе ја жениме сега. Печка вас зборам, ставивме филтер, карикирам 200.000 евра, иако печката не вреди, ме се разбираме. Тука сум искрен. Значи можам да ги убедам граѓаните на град Скопје и на Македонија, Дрисла нема увезено 1 грам, 1 килограм отпад, бидејќи да се увезе отпад у Македонија, треба да добиеме дозвола од Министерството од кај трга отпадот. Карикираме, еве Италија. Министерството за животна средина на Италија праќа нота до нашето Министерство за животна средина, па нашето Министерство за животна средина разговара со тој што треба да го увезе, ти имаш капацитет? Нема. Те одбива. Евентуално ако му дозволи, ние не сме увезле, иако во Македонија се увезува отпад. Се увезува отпад, да се разбереме, да не се лажеме. Чист воздух и правда. Тоа се двете теми од кои се најзасегнато нашето општество, особено во изминативе години по онаа политичка криза, меѓутоа и по сите овие тешки магливи зими и по сите, можам да кажам, пријавени заболени со респираторни проблеми поради енормното загадување. Скопје веќе на врвот на светската листа на најзагадени градови. Меѓутоа, подоцна повторно ќе се позанимаваме со таа тема, како и секој ден, а сега со нас во студиото е нашиот колега Игор Стефановски, судскиот известувач. По паузата зимска и новогодишно божичните празници се врати постаро назад во кривичниот суд. Преполне со судења, со рочишта. Игор денеска присуствуваше на Титаник.
Титаник 3. Но изгледа дека темпото постпразнично малку ја вжешти атмосферата, доколку не се лажам. Денешното рочиште, барем насловите кои што доаѓаат оттаму, не се ни малку пријатни, барем. Ако така може да се каже во однос на заканите кои што... Не се пријатни и за Бубевски, но и за самите обвинети, конкретно за Ејуп Елими, кој што воедно и е обвинет и е координатор на пратеничката група на ДУИ. Сето тоа само кажува... Може да не ја скажеш зашто станува, за да ги запознаеме гледачите, за да знаат зашто станува збор? Да биде во судница, отколку судот нели требаше, бараше специјалната обвинителка Фатиме Фетај да биде презентиран исказ во специјалното јавно обвинителство, сепак обвинетот Ејуп Елими се освртна на моментот за да ги критикува специјалното јавно обвинителство и да каже дека не работат ништо освен за тоа дека само до судот доставиле, односно до органите кои што треба да го пронеде сведокот за да сведочи, го доставиле документот со податоци на адреса на живење, но повеќе ништо. Бубевски веднаш врати во судницата за да му возврати на обвинетиот Елими дека тие секогаш се во право како одбрана. И тука настана како еден вид на мала вербална расправа која што преде во жестока атмосфера во Скопска единица, откако се умеше и адвокатот Арслани на Ејуп Елими, кога веќе спомена самиот Бубевски дека добри се како одбрана и кога му се закануваат. Тука подоцна се умеше и специјалната јавна обвинителка. Заканите кои што подоцна како според... Еве баш сега тога ќе го предам. Фетаев точно му вели на Арслани, токму ти ми кажа дека се заканите, дека, еве ќе изцитирам, ти си наша, може лесно да поминаш, ама на тој каурот ќе му ја расплачеме фамилијата. Овдека Бубевски беше... Ни малку наивни закани. Ни малку наивни, предпоставам дека и така не биле дочекани во судницата. Каква беше атмосферата кога овие зборови ги изусти? Бубевски не се чувствуваше комфортно во судница, имаше нормално своевидни реакции, откако еве и Фетај всушност влиза во судскиот записник дека има закана кон него, но тој сепак не најавува дека ќе поднесе пријава кон ваквите закани од страна на Ејуп Елими. Потврди дека нема да ги пријави, така? Потврдува на еден начин дека нема да ги пријави, барем за сега сепак... Како јавноста реагираше на ова, новинарите, сите кои што беа присутни, освен одбраната и... Бидејќи веќе гледаме дека на социјалните мрежи ова предизвика големо внимание. Дека сите ги споделуваат практично написите со овие закани. Добро, ние секогаш во судница кога има речиси стално, особено на ова рочиште Титаник 3, разновидни коментари и дофрлување, секогаш будно слушаме што коментираат за да запишеме и релевантно да известиме за едве како случајов со овој со заканите кои што всушност влегува во судски записник, а за јавноста да појасниме Ејуп Елими е нели пратеник како координатор на пратеничката група ДУИ. Тие заедно со преостанатиот другиот обвинет Исмет Гури се обвинети за изборни нерегуларности, односно за уништување на дел од материјалите за гласањето, местењето на гласања во општината Чаир во 2013 година, токму затоа седат на обвинителна клупа и најверојатно сето тоа се носи свој револт, бидејќи сепак се најдени пресуди. Најави или некакви, ако можам да кажам, предвидувања до кога ќе трае овој судски процес, бидејќи ова е можеби еден од првите отворени истраги, а можеби една од поголемите. Овој судски процес е помал, за разлика од другиот Титаник со 21 лице обвинето. Двајца се обвинети, речиси и прекрај доказната постапка. Продолжение на Титаник 2. Да, продолжение и на Титаник 2, Титаник 3 затоа е кодиран. По ваквиот искаш кој што се очекува да биде даден од сведокот кој што всушност е во Германија не може да се донесе во судница, треба да се знае дали на 22 февруари ќе биде донесен пред кривичниот суд. За подоцна веќе е најавено дека и Исмет Гури и Ејуп Елими нема да дадат своја одбрана пред судот, пошто ако нема ни понатаму предложени од нивна страна доказа, веќе ќе се преде во моментот на завршна фаза, на завршни зборови со судскиот процес да дојде крај и да се очекува. Кога би го очекувале епилогот за овој случај? Еве ако биде сведоштвото некаде во февруари, веројатно би дошло март, април или во зависност од... Бидејќи знаеме дека може би отприлика 2 години помина од предистражната постапка кога почна, доколку добро се сеќавам, во која што беше опфатен Исмет Гури. Така што толку време трае процесот. Толку веќе процесот, 1 година е во кривичниот суд од
некаде летоска минатата година, бидејќи тогаш и ги прифатија поголемиот дел од обвиненијата на специјалното јавно обвинителство. Сепак овој процес очигледно или ќе заврши некаде март или април, можеби и мај. Сепак ќе видиме како ќе зависи од тоа, можеби и дополнителни докази ќе има од одбраната, па и од сведокот секако, и како ќе се одвива понатаму, ако има дополнителни докази, може и понатаму да тече. Титаник 3 не беше денеска единственото рочиште во кривичниот суд. Што друго се случуваше внатре? Имаше и судење за ТНТ, односно уривањето на Космос, каде што се презентираа материјални докази. Таму беше нашата колешка Елена Милошевска. Во текот на информативните издања ќе имаме вести за тоа секако, но тоа што сакам да го потенцираме дека од страна на адвокатите на обвинетите парале детално да се објаснува од покрај читањето на насловите во самите материјални докази и презентирањето на графиките од деталните урбанистички планови, во детале да биде се објаснето за да всушност според судот и според обвинителството, односно СЈО, да купат време за процесот, а сепак за до крајот од овој судски ден на судењето од ТНТ е предвидено и да има сведоштво од страна на архитектот Мирослав Грчев. Така Гору, што се однесува до утрешниот ден, последниот пред викенд, дали имаме закажано некакви рочишта и кога ќе се вратат, кога повторно стартуваат рочиштата за оние големи предмети, ако можам така да речам, барем оние за кои што јавноста ревносно ги следеше во чекор, како што се 27 април и оние поголеми дел. Само уште една информација која не ја споделивме денеска е дека се бара продолжување на куќниот притвор за обвинетите во Империја, Сашо Мијалков и Јордан Камчев. Тоа чекаме специјалното јавно обвинителство се уште да не ја потврди таквата информација, бидејќи имале состанок внатре во обвинителството, на што ќе се разговара, ќе се обидеме некако да тоа знаеме, но веројатно им е редовен, зашто и нема да има информација поконкретна во однос на судењето од 27 април, веќе од наредната недела, односно крајот на јанари 31 се враќа во судот. Завршни зборови треба да се презентираат. Обвинителството за организиран криминал и корупција треба да го прииначи, односно да го прилагоди обвинителниот акт, бидејќи нели веќе дел од обвинетите кои што беа веќе се амнестирани и всушност не се на обвинителна клупа. Всушност таму сликата е поинаква, ако беше преполна судницата до пред еден месец, сега всушност е празна, бидејќи и е голема и веќе околу 10 се само обвинети наместо 30, како што беше претходно. Така, ние ќе продолжиме со внимание, со големо внимание да ги следиме сите овие процеси. Само за крај, да, кога сме веќе кај пратеникот Еју Палими, односно координаторот на пратеничката група на ДУИ, кој што е обвинет во случајот Титаник 3, од чија што одбрана, кој што слушнавте, дошле закани до специјалното јавно обвинителство, конкретно обвинителката Фетај, цитирам, ти си наша, ке поминеш лесно, на тој каурот ке му ја расплачеме фамилијата. Дел од медиумите, односно и јавноста веќе се заинтересира подетално за неговиот профил. Ова е дел од написите кои што се објавени во медиумите. Тој инаку за вчерашната пресконференција одбил да зборува на македонски јазик и се обратил само на албански јазик без превод. За фокус на македонски јазик кратко објаснил зошто на таа пресконференција го употребувал само албанскиот јазик, дури и тогаш кога одговарал на прашања само на новинари од македонски редакции. На прашањето зошто тој вели немате вие колеги кои знаат албански јазик, нели сакате заедно да живееме и да бидеме еднакви, им одговорил Лими на колегите од Фокус. Оттаму ги прашале останатите функционери на ДУИ и пратеничката група како во иднина ќе се разбираме ако го користат исклучиво албанскиот јазик и како го исфрлат од употреба македонскиот, на што тој рекол дека институциите се должни да обезбедат превод. Јас сум пратеник и институциите треба да обезбедат преведувач, така и обратно, ако некој албанец не го разбира македонскиот јазик, треба да има преведувач. Зошто не си ги прашате пратениците кои знаат албански јазик, зошто не го користат? Ова е само накратко друг момент за кој што актуелен е упалими во јавноста покрај заканите кои што биле упатени од одбраната. И кога сме веќе кај судството, уште една информација која денеска излезе, тоа е дека Ѓоко Поповски, обвинетиот, поточно и осудениот во случајот Тенг заедно со бегалецот Никола Груевски и Јанкуловска, обвинет и за набавката на оние 300 возила. Денешната вест е дека откако второстепениот суд ја укина пресудата за овој предмет, почетокот на повторената постапка е закажан за 12 март. Ќе видиме дали ќе биде ист судија или можеби Акмисот ќе додели сосема трета. Така, него го судеше судиката Добрила Кацарска, која го осуди и
поранешниот премиер, висока сега казна. веќе бегалец од Груевски. Да, на висока казна го осуди во случајот Тенкот 6,5 години, прилично висока така да, а апелација намали на 4,5 години затворската казна, но тоа што сакам да се навратиме за информацијата со Империја дека се ја потврдува дека се бара куќен притвор, но се уште нема информација дали се тоа барање испратено до судот. Така, само да ги подсетиме гледачи дека пред Нова година приведените кои беа во овој предмет беа пуштени на слобода, но дома. Така, во домашен притвор. Во домашна атмосфера пред новогодишно. Пред новогодишно. Единствено со Сашо Мијалков, подоцна друга судика, му го одреди домашниот притвор, не излезе заедно со останатите. Така, првото имаше притвор за предметот Таргет Тврдина, па подоцна во специјалното јавно обвинителство побара за него притвор во истрагата Империја, па за Таргет Тврдина беше укинат притворот и притворот се продолжи практично за случајот Империја, кодат што сега за тој предмет е всушности во домашен притвор. Да подсетиме дека токму поради овие постапки и поради амнестијата, впрочем, почна да опаѓа довербата во специјалното јавно обвинителство. Меѓутоа, ако можам да кажам, и во актуелната владеачка гарнитура, чие масло е амнестијата. Кога сме веќе кај довербата, кај специјалното јавно обвинителство, само да ги подсетиме гледачите дека следното издание на емисијата Правда и неправда со колешката Гордана Дуња ќе биде посветено токму на оваа тема, гостуваат и тројца обвинители од специјалното јавно обвинителство, меѓу кои и шефицата, ако може така да се каже, на специјалното јавно обвинителство, Катица Јанева. Ова ќе биде едно специјално издание на емисијата Правда и неправда, во кое ќе бидат отворени и телефонските линии, а тројцата обвинители ќе бидат на располагање на вас гледачите, секако и на нас колегите овдека, кои што односно колешката Гордана Дуња, која што ќе го води разговорот и ќе ги слуша вашите прашања, односно ќе бидат поставени заедно во студиото. Бија цитирала колешката Дуња, овде ќе биде ли правдата достапна во Македонија? На овие прашања ќе одговарат покрај Катица Јанева, Трајче Пеливанов и обвинителката Лиле Стефанова. Тоа се така, и јас не може да се сетам на останатите двајца. Добро, Игорче, што ги посети гледачите. Во секој случај, добра можност и за гледачите да бидат во малку поблизо контакт со обвинителите, па може и нешто да ги подпрашаат што лично ги интересира, па што е и пракса да на речиси сите емисии на еден ТВ кои што се отворени како и нашето студио, така и ова специјално издание, секако не заборавајте да го проследите во веќе следниот вторник, а тука некаде ние сме при крајот со овој дел од Студио 1. За кратко следуваат вестите на Еден ТВ, останете со нашата програма. Јас и колешка Датовска се враќаме во 15 часот и 20 минути. Специјално телевизиско издание за специјалните јавни обвинители. Катица Јанева, Лиле Стефанова, Трајче Пеливанов. За прв пат во отворена жива програма со отворени телефонски линии ќе одговараат на прашањата на граѓаните во специјалното издание на Правда и неправда со Гордана Дувњак. Вторник, 21 часот. Предизвикот е прифатен. Вие сте на потек. Специјалните јавни обвинители во живо пред граѓаните да го оправдаат барањето за автономност и нивното институционално постоење. Вторник, 21 часот. Специјално издание на Правда и неправда. Бидете со нас. Објавивме само 4 досија, а се крена голема прашина. На кого му пречи македонски инсайдер? Работиме по строго утврдени стандарди. Сите досија ќе бидат предадени на органите на прогонот. Тимот на Македонски инсайдер во понеделник во 21 часот ќе објави 4 нови досија. Криминалот и злоупотребите ќе бидат предмет и во новите досија. Јас сум Македонскиот инсайдер. Подкуп не прифаќам на уцени и закани. Не подкрепно, 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 подкрепно.
Во ексклузив ќе гледате. И ги заврзавме очите на актерката Јана Стојановска и ја однесовме на